Напаѓаат, туркаат од велосипеди, трчаат по коли. Жителите на село Блешево мака мачат со кучињата скитници, кои се оставени на милост и немилост од страна на граѓаните од околните градови. Се размножуваат и собираат во поголем број и скитаат по селото, а ние сме небезбедни, велат жителите, и додаваат дека ваквата ситуација станува загрижувачка. Ќе кажам, имаме многу кучиња, човек не може да замине, никој не и воде сметка на кучињата, ќе изјада децата. Кој век му текне тука дојде пушти у пазаро и готово. Што ќе ги прават? Па не му треба што пушти го. Деца минат таван, они се зберат куп. Некој ден со сточок тука на нашата порта бутнале некој мало црно тако. Па како не? Може. Сом ги има такви улични шти. Па квотат се коне сквотат. По полето одат на по трави. А што јадат тука преку деневи, никој не ги ради? Кој ќе што најдат? Може некој и дава, па се жалува, некој фрле нешто. Кокошки може да јаде, да. Потребно е надлежните да си ја завршат работата, бидејќи друг спас ние немаме, додаваат жителите. И едногласно тврдат дека покрај што напаѓаат, кучињата носат кондори, влечки и сметки од нивните пошти. Чиви се тие кучиња? Така, дојде пушти го и така. Пуње пато кучиња. Стравувате ли дека може да се случи? Може да се случи. Човекот на точоко, од точко ќе улутне. Да ги приберат. Иначе друго не, нема спас. Носе кондури, носе свашта по малото, по таквото. Тоа е собрено пуно. Може. Кажи да затрови. Може да затрови, може. Во согласно со ситуацијата, градоначалникот на општината Чешинова Облешево остана недостапен за да одговори на нашите прашања. Понатаму она што останува е колкава е свесноста и одговорноста за чување милениче и дали истите се само со краткорочна потреба по која тие се напуштаат и оставаат.